Министре, денеска сведоци сме дека исправивте една неправда на Велешки театар. Ќе ја исправите ли неправдата на Народен музеј Велес, каде што нема вработени? И втора работа. Порано многу пишувавме, сега за жал во последно време не. Нашиот Велешки Народен музеј никако да стане конзерваторски центар или да добие таква една проширена надлежност, претпоставувам дека не сум точно сигурна за ова што последно кажу. Благодарам на прашањето. Како што спомнав и претходно, со доаѓањето мое во Министерството за култура и туризам се соочивме со многу предизвици. А тие предизвици се непополнување на работни места. Можам да кажам дека во претходните 7 години за некаде околу 70% се намалени позициите во делот на вработувањето на националните установи и на локалните установи. 72% намален буџетот за продукција на националните установи. И скоро некаде околу 65% имаме заклучување во процесот на капиталните инвестиции. Но во овие 6 месеци, веќе 7, не го ставам овој јануар, пошто веќе го сметам јануар месец како моја година, веќе и моја програма. Но ќе кажам дека во претходните 6 месеци до крајот на 24 година решивме голем дел од проблемите. Локалната установа Народен музеј Велес се соочува со истиот проблем како што се соочува 142 национални и локални установи. А тоа е недоволен број на стручни кадри и недоволен број на вработување во самите институции. Не можеме да очекуваме дека после 6 месеци или после 7 месеци тој број на вработување дека ќе можеме да го надополниме 100%. Затоа барам и од националните, и од локалните установи во 25-та година да се направи функционална анализа. Што е она што е најнеопходно како кадар да го вработиме од 25-та година, за да може да функционираат барем на пристојно ниво установи и националните и локалните установи. Оваа година ќе биде многу тешка, но ќе биде пресвртница за оно што ќе се случува од 26-та година. Некаде мораме да кажеме стоп. Оваквиот начин на функционирање, што сега функционираат националните установи, е завршен. Некаде мора да се стави рез на ова. Затоа велам дека правиме функционална анализа, до крајот на 25-та година ќе се потполнат најнеопходните работни места, а во 26-та година ќе предложиме и нов модел на функционирање и во националните и во локалните.